Нејасно и неосновано е барањето на владата за прекинување на тендерската постапка за набавка на опрема за ископ на јаглен за рек Битола. Директорот на АД Елем Христијан Мицковски денеска ги демантираше наводите на владата дека имало злоупотреба и пропусти во тендерската постапка, поради кои бара да биде поништен тендерот вреден 34 милиони евра. Рече дека на увид ќе биде ставена целокупната тендерска документација за сите да можат да видат дека нема никаква злоупотреба. Целокупната тендерска документација им стои на располагање како на владата, така и на сите институции кои што се надлежни да направат ревизија и увид во истата, ги повикуваме веднаш да дојдат, ќе им биде ставена на располагање и да ги констатираат евентуалните неправилности. Доколку констатираат и една таква, јас сум спремен да понесам оставка, односно да понесам одговорност, а доколку не, тогаш очекувам од релевантните авторитети во владата во најмала рака да му се извинат на раководството на АД Електрани на Македонија. Тој вели дека во јавноста била доставена информација од владата дека постои основано сомнение дека станува збор за злоупотреба, односно фаворизирање на фирми и сериозни пропусти на тендерската документација. Но според него тоа не е можно, бидејќи досега ниту некој ја побарал тендерската документација, ниту некој направил увид во истата. Кој ќе биде официјален, ќе го дистрибуираме до соодветните медиуми. Но тоа не е истата содржина, не е истиот наратив кој што беше комунициран во медиумите. Апсолутно ги нема зборовите злоупотреба, фаворизирање на економски оператори, индиции за грешки во тендерската постапка, него се користи наративот е на мислење. АД Елем минатата недела распиша 2 тендери. Едниот тендер за набавка на машини за копање јаглен во рек Битола, другиот за изградба на топлификација во Битола, Могила, Логоварди и Новаци во вкупна вредност од 80 милиони евра. Проекти кои според директорот Мицковски биле планирани за оваа година. На тоа веднаш реагираше вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев, порачувајќи дека тендерите ќе бидат стопирани.